ова е вториот закон кој што пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија издржената опозиција го приложи кон барањето за свикување на итна седница. Тоа е закон за заштита на сведоци. Бараме и овој закон да биде донесен во скратена постапка. Во системот на јавнообвинителските органи или во системот на јавниот обвинител, една од ингеренциите кои што правно му е дадена во рамките на постојната законска регулатива е предвидено да јавниот обвинител по сопствено видување може да определи статус на заштитен сведок на определено лице. Такви ингеренции со предлогот на овој закон треба да бидат дадени на специјалното јавно обвинителство, затоа што не бараме ништо повеќе од тоа да бидат на ова јавно обвинителство дадени законски ингеренции кои што му следуваат на било кое друго јавно обвинителство, дали на основно, дали на републичко ниво во Република Македонија. Вишиот нема такви ингеренции. Токму затоа сметаме, баш заради целисходноста на функционирањето на овој орган и за целосно обавување на законските ингеренции кои што при основање на специјалното јавно обвинителство ги дадовме, овој закон треба да биде поддржан во целост. Од исказите дадени во јавноста и од изјавите дадени во јавноста од страна како на специјалниот јавен обвинител, така и на дел од нејзиниот тим, беше кажано дека они како орган има со цел да можат во целост да ги спроведат постапките, имаат потреба од донесување на ваков закон, бидејќи станува збор за определен број на сведоци, досега непознат за јавноста, верувам така и ќе остане во иднина, на кој што им е потребно да биде пружена или да добијат статус на заштитен сведок во постапките, како истите би можеле да ги дадат слободно своите искази надвор од притисоците. За жал, морам да ве потсетам на еден од немил настан од крајот на летово, непосредно после незаконската аболиција на Ѓорѓе Иванов, а тоа е убиството или само убиството, се уште не можеме да знаеме, на едно од лицата кое што требаше да добие статус на заштитен сведок во постапките кои што се водат пред специјалното јавно обвинителство, а тоа е сега покојниот Коста Крпач. Верувам дека човекот веројатно имал сериозен тип на притисоци за да се одлучи на еден таков чин или да му се случи тоа што се случило, бидејќи неговото име стана јавно достапно и беше и очигледно дека било достапно на определени структури кои што или против кои што се воделе истрагите во тој момент во рамките на специјалното јавно обвинителство. Наша од тие причини обврска е да одговориме на ова барање со цел да овозможиме непречено одвивање на истрагите. Нема да се повторувам од претходното образложение на претходниот закон. Со жалење можам да констатирам дека кај вас не постои политичка волја да во Република Македонија во целост се расчисти скандалот со прислушкувањето и очигледно е дека некој си ја ишка мувата од капата. Бидејќи вие не поддржувате целосно расчистување во правна и транспарентна постапка на скандалот со прислушкувањето, одбивајќи го овој закон, веројатно нема да поддржите и транспарентни и непречени истраги на специјалното јавно обвинителство. Не можеме, а политички да не ве квалификуваме, барем вас овде присутните, како уживатели на криминалните дејствија кои што се или произлегуваат од прислушкуваните разговори. Жална е таа состојба, жална за секој од вас поединечно, секој од нас живее со сопствената совест, во колку ја има. Во колку ја нема, не можеме да му помогнеме.